Денес сме во Охрид, каде ја представуваме програмата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа што можеме слободно да го констатираме е дека граѓаните се добро запознаени со мерките и решенијата од програмата на СДСМ и дека нашите предлози наидуваат на позитивен прием. Задоволството кај граѓаните е големо поради тоа што отворивме дебата и надпревар на економски теми. Сите граѓани од нас политичарите очекуваат надпреварни идеи и проекти, а не само меѓусебни критики. Денес ќе објавиме неколку мерки од програмата на СДСМ за враќање на средната класа, а се поврзани со децентрализацијата на власта. Децентрализацијата на власта е процес на приближување на одлучувањето кон граѓаните. Избравме тоа да биде токму Охрид заради посебноста и важноста на Охрид. Охрид не е само гордост на охриѓани. Охрид е природна убавина и гордост на сите граѓани на Република Македонија. Охрид е бисерот на Македонија. Прва мерка. Децентрализација на центрите за социјални работи. Пренесување на оваа надлежност на општините ќе овозможи транспарентност во одлучувањето во распределбата на социјалната помош. Општините имаат повеќе и подобри информации од Министерството за труд и социјална политика за тоа кои се навистина социјално загрозени граѓани. Со децентрализирање на оваа надлежност ќе се создадат услови за многу пофер и поправична распределба на социјалното помагање. Втора мерка. Децентрализација на примарната здравствена заштита. Оваа мерка ќе овозможи унапредување, осовременување и доекипирање на превентивната и примарната здравствена заштита. Трета мерка. Децентрализација на секторот за јавен ред и мир од Министерството за внатрешни работи кон општините. Преку пренесување на одговорност, општините во иднина да се грижат за јавниот ред и мир, ќе се создадат услови за зголемување на нивото на безбедност на граѓаните, но и враќање на мирот, безбедносниот ред и спокојот кај граѓаните. Преку местните и урбаните заедници и директно учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки, ќе се создаде можност за враќање на позорникарските полицајци во секое село и секое мало во градовите. Подобра организација за поефикасно отстранување на девијантните појави и пороците, особено изразени кај младата популација. Ова се само 3 од 20-ината мерки за децентрализација на власта од програмата на СДСМ. За останатите во иднина ќе дебатираме и дискутираме, но би сакале денес да го искористиме нашето присуство во Охрид и да испратиме јасна и прецизна порака до владата за помош на Охрид. Сите знаеме дека се во тешка финансиска состојба сите општини во Македонија. Во Охрид е посебно тешка состојбата со долговите на општината. Блокираната сметка на општина Охрид еве повеќе од 10 години е без било какви реални изгледи да биде одблокирана. На последните локални избори ВМРО ДПМН ја превзеде општина Охрид и сега управува со Охрид преку градоначалникот Бакрачевски. Ја повикуваме владата, предводена од ВМРО ДПМН, да ги превземе баремо врските и долговите на општината створени од изградбата, доградбата и санацијата на колекторскиот систем за заштита на Охридското езеро и со тоа да го стабилизира и нормализира работењето на општина Охрид. Се работи за околу 10,5 милиони евра. Секако, ако владата реши на друг начин да го реши големиот проблем со кој повеќе од деценија се справува Охрид, ние, како опозиција, ќе ја поддржиме. Охридско езеро не е само на охриѓани, туку е на сите граѓани во Република Македонија. Охрид е светско богатство. Проблемот на општина Охрид е проблем на Република Македонија и е само еден од многуте вакви проблеми кои ги има нашата земја и кои владата има обврска да ги решава. Благодарам.